Хубаво да го гладам целото е майка. Но мора да се скачи. Не, майка. Да не трябва обратно да се иска. We are the champions. We are the champions. We are the champions, my friend. Ова е Златната богиња или пехарот на Жил Риме по старо, светскиот куп по најново, неколку пати го има менувано името. Ова е нешто кое е неизоставен дел од мојот живот, од фудбалскиот живот. Ова е нешто кое навистина е раритет и кое навистина тешко се опишува чувството. Што значи ова за мене? Приказката почна 1990 година. Ке следува се во детали. Фудбалот стои од 2010-та, едно од најдрагите светски првенства кога се роди нашиот син Петар. Седе 42-3 дена во Џоханесбург. Ова е ова возбуда. Пехарот символ на страста, символ на љубовта, символ на фудбалот, символ на сите оние кои ги сакаат мондијалите, кои ги следат, кои уживаат во нив. Сум имал можност, прилика, среќа да видам на 9 мондијали каде што овој пехар во своите раце го држале многу познати фудбалери.
и тренери и селектори. Ова е редоследот на праваците од 78 до 2022. Од 90-та година, кога победила Германија преку Бразил, Франција, Бразил, Италија, Шпанија, Германија, Франција, Аргентина, сум ги гледал сите светски првенства. Го гледав финалето 94-то во Бразил, го гледав финалето 98 во Франција, каде што Бразил изгуби. Бразил изгуби од Франција, значи и 2002 Бразил победи. Ова се три финалиња 94, 98 и 2002 каде што Бразил игра во финалето, каде што ја ги гледам финалињата. Сега зошто го носам дрсот на Бразил? Треба да ви кажам. 2006 во Италија, Франција и Италија, неславниот потек на Зинедин Зидан кога доби црвен картон и го удри Матераци со глава во градите. 2010 Шпанија Холандија, реков 42 дена во Џоханесбург. 2014 Германија во Бразил, ово финале не го гледав. Овде го жртвував финалето заради отварањето, каде игра Бразил и Хрватска. Повторно Бразил сум го гледал. 2018 во Русија, во финалето Франција и Хрватска, го гледав и тоа финале во живо на Лужники. И 2022 година, кога победи Аргентина во Катар, исто така мојата проценка и мојата одлука беше да одам на почетокот на светското првенство. И за жал, најголемата тага ми доаѓа на ова светско првенство, бидејќи досега се одиграле само 3 мондијали кои биле решени на пенали. Значи во историјата, во 100 годишната историја на светските фудбалски првенства од 1930 година наому, финалето било решено на пенали само 3 пати. 94 година, 2006 година и 2022 година. 94 година бев присутен, жив сведок во Пасадена во Калифорнија до Лос Анџелес, кога Роберто Баџо и Барези го промашија голот на Бразил, а Бразил на пенали стана светски првак. 98 година ги кажав тие поминаа регуларно. 2006 година на пенали Франција и Италија. Италија стана светски првак. Каневаро беше капитен на Италија, го подигна преход. Тоа се двете финалиња кои се решили на пенали, кои сум играл во живо, и Аргентина ја доби на пенали 2022, за жал не бев таму. Тоа е тоа. Има уште многу приказник, има мал серијал за овој пехар, за овие мои мондијали. Сушност со ова серија, со овој трофеј, со овој подарок, со овој мини прилог, ние го промовираме и де факто свечено го отвараме YouTube каналот Дургутов, кој што има шлагворд, мото со наслов Моите мондијали. Тоа е тоа.